Денес има толку многу вежби за дишење и техники кои може да се практикуваат. Има толку многу начини на работа и играње со здиво. Но постои една одредена вежба што се чини дека има повеќе потенцијал за лекување и раст, духовно будење, самоспознаење, лична трансформација колку било која друга. Техника која што ги содржи сите техники во една, а тоа е конектирано дишење. Конектирано дишење значи дека дишувањето е поврзано со издишувањето, значи нема пауза. И издишувањето е поврзано со следното вдишување. Дишиме постојано и во секој момент или вдишуваме или издишуваме. Нема паузи, нема празнини помеѓу вдишувањата. Тие се спојуваат. Ова дишење изгледа звучи и се чувствува како некое тркало, како да вртиме нешто. Непрекинато. Ве повикувам сите на овој отворен експеримент. Заборавете на сите досега научени техники, вежби, со дишење тестирајте ова многу едноставна вежба. Дишиме конектирано, свесно, опуштено и без паузи. Вдишуваме свесно, издишувањето се случува од самата гравитација, значи ние не форсираме ништо, градите се собираат назад во првобитна состојба. Ритмот може да биде суптилен или интензивен. Значи, тркалото на здиво можеме да го менуваме брзо или бавно, плитко или подлабоко. Значи, со текот на дишењето ние ќе почнеме да ги менуваме брзините, длабочините. Поентата е да научиме да сурфаме на здиво. Местото каде што дишиме, градите, подолу, погоре, по страните, грбот. Во текот на дишењето ќе си играме со просторот. Регионот, брзината, длабочината, каналот, нос, уста, со се тоа ќе си играме. Секој еден ритм, брзина, длабочина има посебна карактеристика и поврзаност со мозок или со психата. Значи здиво ја контролира психата. Може да дишиме долу, во стомако, кај перинеумо, повеќе кај грбот, може да дишиме повеќе од постраните, може да дишиме повеќе однапред, може да дишиме повеќе горе, може да дишиме на средина. Секое едно променување прави круцијална драстична промена, рефлексија на психата. Поентата е да научиме кој ефект како влијае на дишењето. И нема да научиме толку многу теоретски, колку што ќе научиме практично. Затоа ова е само една закуска, едно вкусување на бескрајната вариабилност што ни ја отвора дишењето. И ова е само еден мал влез во внатрешните димензии, што уствари сите на некој начин влегуваме. Здивото е универзална врата, универзален клуч до тие внатрешности. Без разлика кој каков начин има, ова може само да ја збогати вашата палета на извор, начини на продирање во себе си. Дишуваме нежно, свесно, значи како да го пијаме воздухот. Ако вдишуваме низ носот, како да мирисаме нешто пријатно, букет цвејчина. А издишувањето го пуштаме слободно, од самата гравитација, значи отсечно, само да се случи. Едноставно градите си се враќа навнатре. Тркалото на здивот може да го менуваме брзо или бавно. Ритмот може да го менуваме по наша желба, но најбитно е ритм да не го прекинуваме. Започнете само со 1 минута, значи може буквално на штоперица на нешто. 1 минута. Значи, издишувањето е најприродно.
вдишувањето е исто најприродно. И на самото вдишување има крајна релаксација, опуштеност. Значи не форсираме ништо, како да го пијаме воздухот. Значи пробајте и со нос, пробајте и само со уста. Не е никаков проблем. Значи ова е сега импровизаторно закусување на енергијата на здиво. И почнуваме со многу мали дози, затоа што верувајте, премногу е мојчно. Го осеќате колку природно е дишењето. Едноставно, свесно дишиме, нема никаква техника. Пристапот е многу поразличен од повеќето класични вежби за дишење. Направите го експеримент и наблюдувајте се себе си, вашето тело, наблюдувајте го умот, вашите мисли, чувствата, сензациите, наблюдувајте ги вашите реакции на сите случувања. Како секој здив, запазете, произведува нова сензација. Истовремено е подлабоко нурнување кон внатре, истовремено е една суптилна сензација, што истовремено има и физичка карактеристика. Ако нешто не запри во нашето дишење, реализирајте свесно што било тоа. Дали било некоја мисла, чувство, болка, меморија. Што е тоа што ве одвлекува од дишењето? Дали тоа нешто што не вознемирува или пак не обзема силна поспаност и не носи во несвесност? Дали имаме потреба од подглотнување, вода, дали се разбудиле нови апетити, кои што може да дојде од многу силен физички карактер? Можеби ќе ни се јави потреба да си стегниме долго, да ја промениме положбата на телото, да седниме, да легниме или да станиме и да се раздвижиме. Можно да испуштиме некои звуци, а може и словно да издраматизираме. Значи баш она лабаво издишување, ослободување. Може че имаме потреба да се прозеваме, тоа е многу добар знак за прозевањето, че зборниме многу подетално во некој од следните епизоди. Само не заборавајте да дишите без никакви паузи. Многу луѓе откриваат дека имаат потреба да стопираат и да земат една олеснувачка воздишка. Значи, времето што ќе си го избериме 1 минута, после може 2-3 минути, одлучуваме свесно да дишиме и да не направиме никаква пауза. Буквално никаква пауза. Интересно е што ако ја задржиме опуштеноста додека здивот циркулира, нема да ќе увидиме дека нема да имаме потреба да стопираме, бидејќи оваа леснувачка воздишка може да ја интегрираме во самиот процес на дишењето без да стопираме. После оваа воздишка често веднаш знаеме со каков ритм да продолжиме. Брзина, интензитет, едноставно здивот се синхронизира со телото. Дишењето е тотално поврзано со нашата внатрешна состојба и начинот на кој што дишиме во моментот е поврзано со сите наши мисли, емоции. Едноставно телото го конектира умот со телото. Како што гледаме, најбитни се неколку елементи. Да има конектираност, да има релаксација, вдишување и релаксирано издишување. И ќе пробаме неколку различни пристапи во суштина што водат до една иста цел. И целта е навиду многу едноставна, а е супер сложена. Затоа што
Овде ние бараме една точка каде што психата и телото и емоциите се комплетно споени. Една точка на совршена хармонија на сите нивоа на нашата свест. Сега, овие елементи на конектираност, релаксирано вдишување, релаксирано издишување, помала или поголема воздишка, се најприродните рефлекси што никој не ги измислил. Ние само ги употребуваме наново и свесно, здобивајќи се со една нова алхемичарска способност да ја диктираме состојбата на нашата свест. Секоја внатрешна состојба, среќа, тага, нервоза, анксиозност, загриженост или пак ултимативно внатрешно исполнение, си има свој образец на дишење. Ако ги научиме тие образци, само со едноминутно дишење може да научиме како да ја трансформираме нашата свест. Од тага и загриженост во радост и полна смиреност. Тој образец инаку може да го видиме кај некое бебе или радосно дете, среќино куче, смирено мило маче, животинче. Значи, во тие нешта едноставно многу лесно може да го запазиме човек кој што спија, да го наблюдуваме, диши на еден совршен, конектиран, опуштен, полн начин на дишење. Тој образец е многу близок до нашиот нервен систем. Дишењето ја буди животната енергија. И не бидете зачудени ако ги доживеете најсилните чувства, сензации. Мене лично ми се има случено многу пати, значи десетици, стотици пати буквално, некој после дишење да ми рече ваква опуштеност доживувам прв пат во животот или немам доживеано не знам колку години. Значи буквално се работи за нешто што не се случува секој ден. Дишењето е вештина и се тоа е само еден начин да се доближиме, да го живееме, да го разбудиме поточно нашиот потенцијал. Значи што е тоа потенцијал? Првично под потенцијал мислам на врховна сосредоточеност, успокоеност, внатрешно едно единство, една точка во која што ми е споено се, кај што буквално се ми е рамно. И се ми е рамно е еден многу мал почеток со кој што неутрално поставуваме на точка дека со мене се е во ред. Значи моментално се е така како што треба да биде. Значи во длабочината на се тоа што се случува во мене и околу мене именно доволно прифаќање. Јас знам дека е ова дел од живото и го прифаќам. Се е во ред. Значи пред се поентата е да продолжиме да дишиме. Дури да сме запрепастени од пријатни чувства, да наблюдуваме и да дишиме. Да не се врзуваме. Што и да чувствуваме во момента. Оставите се да излези на површина, да биде согорено од самиот здив. Оставите се едноставно да помине низ вас ова енергија. Полека. Ако успеете со смиреност да дишите свесно, за брзо време ќе бидете наградени со едно фантастично енергетско искуство. Од дишењето ја буди свеста во нејзиниот прав потенцијал. Дишењето ги надминува нашите лични ограничувања. Не носи го директно во нашиот центар. Колку блокади да произлеза, ако продолжиме со дишење, здивот ќе ги разбие. Обрнете внимание, доколку некоја мисла, чувство, било каква потреба, ни го сопира дишењето, ако добро ја истражиме оваа потреба, голема е веројатноста дека таа работа често ни се испречува во многу битни работи во самиот живот. Значи здиво ја го рефлектира живото во една забрзана верзија. И сега ние учиме да се служиме со таја интелигенција. Од здиво интелигенција. Интелигенција на живото, на психата, на телото.
Верувам дека ова е една од најорганските психотропни супстанции кои што ја будат душата. И верувам дека неја може да изверува целосно. Направете го експеримент, најдете време и пријатен простор и никако не потценувајте моќта на дишењето. Тоа е моќта на животот. Значи,